Најпрво сметаме дека е потребно да истакнеме дека врз основа на Законот за заштита на културно наследство, Службен весник на Република Македонија, број 20 од 04 од 02/04/2004 година, во член 151 став 1 заштита на библиотечните добра, според подрачјето за кое се основани ја вршат јавните библиотечни установи за заштита на движно културно наследство. Став 3. Надлежната матична установа за заштита на движно културно наследство од ставот 1 на овој член е Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Вистина е дека врз основа на член 23 од Законот за библиотеки, отпишувањето на библиотечниот материјал и библиотечната документација се врши со одлука за шут предложена од директорот со претходни консултации со стручни лица, подпишана од управниот одбор, која е донесена на ден 06.05.2010 година. Тука ви е приложена копија од оригиналниот документ и би сакала да се сними. Лага е дека ние воопшто знаеме како ЈПКД Комуналец понатаму постапувал со истиот материјал, бидејќи со самото превземање на материјалот, според подпишаниот документ, тој не е во наша надлежност. ЈПКД Комуналец коректно на наше барање го превзеде на свој трошок транспортот на истиот тој материјал. Се прашуваме зошто и на ваков начин со клевета се валка установата и јас како директорка. Дали од стари книги, повеќето политички памфлети од стариот систем, како и весници за кои нема услови за чување, влага, мувла, инсекти, злодари и се всушност потенцијалната здравствена опасност за корисниците, но и за вработените. Дел од нив се дислоцирани, дел се депонирани, дел се отстранети. Важно е да се истакне дека на наше барање беа дојдени стручни лица од Историјскиот архив, кои утврдија дека весниците и библиотечната архива не спаѓа во архивска граѓа и е отстранет, бидејќи според член 2 од Законот за архивска граѓа, ова не е материјал од трајна вредност и од значење за науката, културата и други општествени потреби. А впрочем, за сите нив е задолжена да ги чува и одржува депозитната библиотека НУП Свети Климент Охридски Скопје. Во прилог кон тоа, издвоени си сочувани над 700 вредни наслови од секој аспект, односно стари и ретки книги, кои се чуваат во специјално изработени витрини и уште повеќе дел од книгите се подарени на повеќето библиотеки во повеќе училишта од нашата општина. Вистина е дека бараното толкување од Национална универзитетска библиотека Скопје од компетентно стручни лица кои се занимаваат со проблематиката е дадено толкување дека отстранувањето на ваков материјал за кој времето се немало соодветни услови за чување и оштетен библиотечен материјал е ист како и со Законот за чистење на архиви, само што овде се применува Законот за библиотеки. Најпрво се отстрануваат публикации, вестници, билтени, популарни списанија и слично, кои во последните 5 години воопшто не се барани од читателите или се времено чувани во несоодветни простории поради немање услови. Влажен, нехигиенски подрум и се потенцијално штетни за здравјето, доставена фотокопија од истите. Вистина е дека е правен обид институционално за реставрирање и конзервирање на библиотечен материјал, но бидејќи истиот материјал веќе постои и се чува во депозитната библиотека, би било прескапо да се изврши конзервација и реставрација на материјал за кој е задолжена депозитната библиотека и кој не представува културно-историско наследство, а не е загубен дел од книжевниот фонд, бидејќи тие примероци постојат во таа депозитна библиотека. Јасно, треба да се истакне дека целиот тој материјал, книжевен, библиотечен, со соодветна постапка е лесно достапен на секој корисник на нашата установа. Исто така, вистина е дека пред известен период беше дислоциран и депониран, никако отуѓен, поголем дел од библиотечниот материјал во Југосуровина, кој ќе биде вратен во библиотеката, за што постои валиден документ. Во прилог е доставена фотокопија од оригиналот. Му благодариме на господинот Маријан Кавазов за благодарната културна мисија. Почитувани, врз сето изнесено, постојаните факти
закони, уредби, документи и фотографии, се прашуваме зошто се потребни вакви лаги и конструкции кога постапката е направена во строго правна процедура со почитување на сите важечки прописи и во консултација на стручни и компетентни надлежни лица од библиотекарството и архивистиката. ТВ канал ВИС секогаш имал и ќе има отворена врата и коректна соработка со Лук Благојанков Мучето Струмица, како и почитуваната новинарка, но со минимум коректност и аналитичност, барем да го научи точниот назив на институцијата за која пишува и како барем еднаш во животот да се симнала во подрумот за кој пишува. Со ова се исцрпени сите можни понатамошни објаснувања и шпекулации по однос на овој предмет. Бидејќи овде во целина се дадени сите релевантни факти и докази за овој настан, нашата правна служба ги прати и ги применува позитивните законски прописи кои се однесуваат на работењето во библиотеката, а за искажаните клевети ќе реагираме соодветно на позитивните законски прописи против локалната телевизија и новинарката. Во прилог ви ги доставуваме сите важечки документи за утврдување на фактичката состојба, вистината во Лук Благојанков Мучето. И благодарам.